Сојузот на синдикатите на Македонија, како што најавивме, го започнува третиот дел од втората фаза со блокада на владата. Владата утре во 11 часот ќе биде блокирана од точно 21 човек. Зошто 21 човек? Затоа што согласно закон, тоа е законскиот минимум за да ја блокираме некоја институција или некоја сообраќајница. 21 човек затоа што некој кажа дека ќе ги заокружуваат луѓето кои протестираат, дека ќе ги оцрнуваат луѓето кои што ќе протестираат и дека на таков начин сакаат да упатат порака до секој еден кој смета дека треба да излезе на улица и да даде поддршка на работниците, односно да се поддржи самиот себе во борбата за зголемување на платите. Последната од блокадите пред владата е токму поради тоа што владата, заедно со газдите, не се договорија до 31.12. за зголемување на минималната плата и за зголемување на останатите работнички плати. Владата ги остави работниците на минимална плата да се договараат со газдите за зголемување на минималната плата, а кога синдикатите и работодавачите минатата година се договорија за зголемување на сите плати за најмалку 6.000 денари и за таков начин владата да даде собствен придонес преку ослободување од плаќањето на придонесите за задолжително социјално осигурување, денеска, поради самообендисаноста на поединци во владата, го чини државниот буџет или државната каса најмалку 10.000 евра месечно или 10 милиони евра месечно или најмалку 120 милиони евра годишно.